Сезоната во Дојран веќе е отворена, првите туристи се пристигнати во крајезерскиот град, а разговараме со градоначалникот Ангов до каде се подготовките на останатите содржини кои што ги планираше општината во смисла градбата на прочистителната станица и обновата на колекторскиот систем како витални објекти за заштита на Дојранското езеро. Господине Ангов, во процедура се веќе и овие две проектни активности. Ајде да ни објасните кога ќе почне замената на колекторскиот систем. Да, во завршна фаза сме со подготовката на целата техничка документација и подготовката на тендерската документација, така да се очекува овие деневи распишување на тендерските постапки и избор на компании кои што ќе вршат таа реконструкција првично на колекторскиот систем и изградба на целосна канализациона мрежа во село Црничани. Подоцна ќе следува и постапката за избор на компанија која што ќе врши изградбата на нова прочистителна станица со нови современи методи на прочистување на отпадните води, така да целиот процес е надгледуван и следен од страна и на владата која што обезбеди средства, но и од ЦМРС, институтот на Словенскиот институт, каде што денеска официјално имаме и за прв пат посета од самиот директор кој што доаѓа од Словенија, Дејан Прешичич, и на наше големо задоволство како наши големи партнери кои што се надеваме дека оваа соработка ќе продолжи и во иднина, ќе успеаме да го штитиме нашиот бисер Дојранското езеро, бидејќи првичната цел, односно стратешката цел која што беше договарена и со Словенска амбасада е токму тоа, заштитата на Дојранското езеро и да биде еден позитивен пример за нашата држава. Како ќе биде оваа сезона, затоа што вие инсистиравте од Министерството за животна средина и просторно планирање да се пушти во употреба хидросистемот Ѓавото, меѓутоа се уште Министерството не го пуштило системот. Ќе има ли проблеми со водата, односно дали затоплувањето на езерската вода ќе биде повисоко, ќе барате ли дополнително, ќе инсистирате? Да, од наша страна беше побарано да се стави во функција хидросистемот Ѓавото и да се пушти барем во летниот период, односно да го одржува нивото на водата во летниот период кога има најголеми испарувања. Се уште се нема пуштено хидросистемот и пред неколку дена имавме разговори со министерката Каја Шукова, која што она сериозно е заинтересирана истиот да се стави во функција и да се пушти во употреба, но има некои потешкоти и од финансискиот аспект, односно во планирањето на буџетот, но сето тоа во најбрз можен период би требало да се надмине и се надевам дека ќе биде пуштен во употреба хидросистемот Ѓавото. Во Дојран интензивно се гради, во изградба се десетина стамбени згради. Колкав е капацитетот на сместување во моментов, а колков би бил со завршувањето на сите овие активности? Дали тоа ќе значи многу поголема понуда на градот? Како вие гледате на овие активности? Па да, генерално, освен тоа што се случува некоја градежна експанзија во Дојран, каде што се градат повеќе сместувачки капацитети, каде што се градат повеќе стамбени комплекси кои што пред се ќе служат како апартмани за издавање и за приватни цели. Тоа е на некој начин изградба на некоја населба од околу 2000 жители, која што дополнително ќе го зголеми и бројот на посетители кои ќе доаѓаат во Дојран не само за летната сезона, туку и надвор од неа. Ние како локална самоуправа се трудиме ваквата ситуација да ја држиме под биланс, бидејќи навистина ни треба и нови колекторски системи, како што напоменавме, ни треба нови канализациони мрежи, ни требаат нови дополнителни количини на вода, каде што во моментов се работи интензивно и на тој проблем, односно решавање, каде што Општина Дојран има започнато изградба на нова бушотина, односно пуштање во употреба, каде што се очекува, освен во овој момент што се врши тестирање на самата бушотина, пуштање во употреба на истата и надвинување на овој веќе горлив проблем. Па веќе бушотината е спремна, освен техничките работи кои што се изведуваат како испитување на самата бушотина и извештаите кои што треба да ги имаме заради вадење на дозволите до Министерство за животна средина, истата е спремна за пуштање, бидејќи навистина најдовме голема количина на вода која што би била од огромна помош за снабдување на локалното население и на сите оние кои што во моментов градат и апартмани и сместувачки капацитети. Така да овој проблем би бил исто така надминат и паралелно со сето на градежна експанзија што ни се случува и ние како локална самоуправа гледаме да ги надминеме сите овие проблеми кои што не мачат со година.
Може ли да дадете некоја проценка колку од капацитетот во моментов е полн, затоа што гледаме дека туристите доаѓаат или се уште сме на почеток на туристичката сезона? Да, капацитетот во обичните денови е, да речеме, делумно полн, тоа го оневозможуваат и временските услови, каде што навистина мака мачиме со времето кое што е доста врнежливо и претежно за овој период поладно. Но се знаете дека помина Д фестивал и не само исполнувањето на сите наши капацитети кои што ги имаме во нашата општина, преполн беше и целиот регион, од Валандово, Гевгелија, Струмица. Буквално целиот регион беше преплавен со посетители на Д фестивал, со туристи кои што доаѓаат за овој фестивал. Сега ни следат и други манифестации, други фестивали, како што се Мандра фестивалот за некоја недела, односно на 14 и 15 кој што следува, каде што посетуваат, каде што ќе ни дојдат повторно звезди од Балканот, како што е Цеца Рожнатовиќ, Девито, наши звезди сладкаристика, Двабона, Жаре Бербер, диџеј Здравко. Ќе има богата културна програма која што се надеваме дека ќе допринесе за уште поголем број на посетители. Сметате ли дека ваквите фестивали го ставаат дојра на туристичката и на фестивалската мапа на земјава, можеби? Секако да, фестивал веќе на некој начин и препознатлив на целиот Балкан, односно стана регионален фестивал каде што го посетуваат многу странци, претежно од Република Грција и Бугарија, Србија. Се надеваме дека и другите фестивали ќе ги доведеме до тоа ниво и дојран ќе биде доста атрактивен. Буквално во тој период кога ги правиме, во оној период кога не е започната сезоната. Затоа и се трудиме овие фестивали да бидат тргнати од сето онај метеж кога не се случува во екот на сезоната. Но не само тоа, имаме и други манифестации како филмски фестивали кои што помагаат за збогатување на сета таа културна програма.